Странските инвестиции ја раздвижија македонската економија, отворија нови работни места, но огромен е индиректниот бенефит за македонските компании. Со самото инвестирање, овие странски компании бараат соработници од локалниот бизнис сектор. Денеска повеќе од 500 домашни компании соработуваат со компаниите од ТИР зоните, вели советникот за странски инвестиции Данчо Николовски. Огромно значењето. Ќе почнам од една единствена работа, од тоа дека бројката на невработеност континуирано се намалува во Македонија. Значи, тргнавме од пред 10 на 12 години со некоја бројка од околу 38%, сега сме стигнати на бројка од 23,4%. Тоа е еден голем скок, една добра заслуга на остварените резултати од привлекувањето на странски инвестиции. Оно што е битно да се знае, значи не е само намалувањето на невработеноста, него и покачувањето на животниот стандард за граѓаните на Македонија, кое што оди паралелно, нели, со намалувањето на невработеноста се зголемуваат и платите автоматски и се покачува животниот стандард за луѓето. Политичката криза во која Република Македонија се наоѓа веќе извесен период директно не влијаеше на одлуките на компаниите за инвестирање во нашата земја, бидејќи ни една компанија досега не се откажала од намерата да инвестира, но секако влијаеше на пролонгирање на периодот на преговори и конечно донесување на одлуката за инвестирање. Верувам дека со решавањето на кризата ќе се покачи самата доверба кај инвеститорите во однос на тоа дали да инвестираат во Македонија или да одложат или нели, оно што го разговаравме на почетокот. И сепак ние треба да останеме на нашиот пат, треба цврсто да работиме на намалувањето на невработеноста. Направивме еден огромен скок, една огромна работа со тоа што ја намаливме таа невработеност на 23,4%, и тоа не треба да бидеме задоволни со таа бројка. Треба да работиме на намалување на што е можно пониско, нели, доколку се дојде до едни 17-18% би било една солидна бројка, сепак, нели, тоа не е задоволително. Николовски вели дека секторот за привлекување на странски инвестиции постојано е во преговори со голем број на странски компании и дека во текот на 2017 година, покрај оние веќе најавените кои веќе ги започнале или ги започнуваат подготовките на своите капацитети во земјава, ќе има уште нови инвестиции.